во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Охрид активно работи на развој на спортскиот туризам. Надпреварот Охридски бисери во Охрид ги донесе младите таленти по класична музика од цела Европа. Загубено е драгоцено време во интегративниот процес на Македонија во ЕУ. Јавното предпријатие Колекторски систем ќе ги подобрува и осовременува препумпните станици. Рускиот министер за надворешни работи Лавров вели: Русија не се грижи со какви очи Западот гледа на војната во Украина. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, а во текот на денот сончево со локална облачност и топло време со измерени максимални 26 степени Целзиусови. Попладни услови за врнежи од дожд и грмотевици и локално појава на невреме во текот на ноќта кон сабота, ведро и свежо. Утре над најголем дел од Европа времето претежно сончево и многу топло. Тропски температури од југозападна и западна Европа ќе се прошират и во централните предели. На север и североисток од стариот континент, како и локално на југоисточна Европа со услови за слаби и локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во сабота претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде топло. Локално во источните и јужните делови слаби врнежи од дожд и грмотевици, а максималните дневни температури од 24 до 32 степени на Балканот. Во Македонија во сабота свежо утро со температура од 9 до 18 степени, а во текот на денот сончево со локална облачност и топло време. Максималните дневни температури во Македонија од 23 до 31 степен Целзиусов. Во Охрид во сабота свежо утро и температура од 14 степени, а во текот на денот сончево и топло време. Максималната дневна температура 25 степени Целзиусови. Во недела и понеделник сончево и топло со благ пораст на температурите. Минимално од 12 односно 14 степени, а дневно од 26 односно 27 степени Целзиусови. Во вторник во Охрид сончево и многу топло време со дневна температура до 30 степени Целзиусови. Ново во Охрид. Во центарот на градот на 300 метри квадратни и луксузен амбиент. Најдоброто место за забава. Свечено отворање и голема журка со нокаут во петок на 17 јуни. Од Астра за Охрид. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава,
одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Beckament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Струга добива своја ДМ дрогерија. Во четврток на 16 јуни на улица Маршал Тито број 1. Бидете дел од големото отворање на првата ДМ дрогерија во Струга. Ве очекуваме на одлична дружба и незаборавен шопинг со попусти од 15% на апсолутно се и на веќе намалените производи. Акцијата важи до 18 јуни. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид работи на развој на спортски туризам. Се подобруваат условите на спортската инфраструктура на јавното предпријатие Билјанини извори. Се реконструира северното игралиште, ке се освежи теренот со вештачка трева и ке се покрива едно од тениските игралишта. Охрид работи на развој на спортски туризам. На терените на Билјанини извори на подготовки моментално тренираат фудбалски тимови од Албанија и Косово. Ги има и од земјава. Јавното предпријатие планира подобрување на условите, изградба на дополнителни терени за потребите на спортистите и подобрување на спортската инфраструктура. Како град кој има идеална клима и надморска височина, треба да се стремиме кон развој на спортскиот туризам, затоа што бенефит има целиот град, вели директорот Теодор Андоновски. Охрид има, да не речам, перфектна клима за припреми на спортски екипи, дали од фудбал, дали од ракомет, дали од кошарка. На таква надморска височина сме, која што е идеална за припреми. Исто така во однос Охрид треба да преземе, да видиме што повеќе фудбалски терени да обезбедиме. Осветлувањето на вештачката трева во насока на тоа, да имаме поголема понуда, бидејќи на лето е топло до 5 часот во летниот период и се има потреба за одржување на тренинзи на надпревари навечер. А вака сме ограничени до 5-6 часот и после тоа веќе нема можност за тренинзи. Наскоро ќе се осветлуваат терените со вештачка трева, за да може да се тренира и во ноќните часови. Најави за припреми имаме, за јуни моментално имаме екипи, имат од Косово, од Албанија ми се чини имат, така и Шкупи имаме од овдека. Фудбалери, да, фудбалски екипи. Во тек се турнири за од најмлади од фудбалски школи кои што се во организација. Од 19 треба да почне фудбалски турнир за најмлади школи на кои ќе имат преку 500 учесници. Во насока на промоција на спортот и спортскиот туризам се реновира северното игралиште, а ќе се покрива и едно од тениските игралишта. Во планот за 2022 година јавното предпријатие презе договорска да го реновираат северното игралиште, така наречено северно игралиште, што се наоѓа кај затворениот пливачки базен. Исто така имаме таа реконструкција е во тек. Исто така во план сме да извршиме осветлување на вештачкиот на теренот со вештачка трева, со што ќе се продолжи тренажниот процес за најмладите, за школите и нормално и за другите екипи кои што ќе се на припреми. Исто така во план сме треба ние да изработиме проект за покривање на едно од тениските игралишта. Центарот Билјанини извори има одлични услови за спортски туризам. Покрај спортската сала има атлетска патека, тениски игралишта, базен и фудбалско игралиште на вештачка трева. Една од заложбите на локалната власт е да издвојува повеќе средства за поддршка на спортските екипи во градот.
Надпреварот по класична музика Охридски бисери привлече млади музичари од Европа. На меѓународниот надпревар настапуваат врвни млади музичари од Европа, па така истиот добива светско реноме во континуитет. Годинава Охридски бисери одбележува 2 децении постоење. Меѓународниот музички надпревар Охридски бисери привлече млади музичари и оваа година. Надпреварувачи од 17 европски земји ќе свират во Катедралната црква Света Софија. Се надпреваруваат музичари по пијано, виолина и камерна музика во состав од двата инструменти. Талентираните музичари се на различна возраст од 9 години до студенти на академија. Меѓународната жири комисија е во состав од врвни музичари кои ќе одлучуваат за изборот на најдобрите тројца млади музичари. Пијанистот Александар Сердар, професор на Белградската академија за уметност и музика и Љубљанската академија за музика, е по трет пат член на жири комисијата на Охридски бисери. Професорот споделува своји видувања за музичкиот надпревар и за досегашниот избор на најдобрите музичари. Имам впечаток дека музичкото ниво на надпреварувачите се зголемува. Доаѓаат млади пијанисти од различни земји. Станува интернационален и му дава побогат карактер на самиот надпревар. Повремено има дилеми кога ќе дојдат многу добри музичари. Во некои етапи имавме неколкумина врвни музичари и тогаш се дилемите и доаѓа до помалку различни мислења. Но во принцип квалитетот и професионалноста кај ваквите надпревари е јасен и тоа преовладува. Меѓународниот музички надпревар Охридски бисери е најквалитетниот музички надпревар во класична музика кај нас и пошироко, вели Викица Костовска-Пенева, музиколог и член на организацијскиот одбор на надпреварот. Горди сме што 2 децении ги исполнуваме строгите критериуми за членство во асоциацијата на меѓународни надпревари. Тоа придонесува за напредок на надпреварот и учество на млади музичари кои една година се надпреваруваат во дувачки инструменти, а следната година во пијано, виолина и камерна музика, вели Костовска-Пенева. Непроценливо искуство за секој млад уметник, пред се од привилегијата да настапуваат во Света Софија. Потоа од можноста да бидат во контакт, да остварат контакт со навистина врвни уметници кои што членуваат во комисиите, тоа е добро за нивните понатамошни уметнички кариери, а исто така би сакала да истакнам дека она што го разликува Охридски бисери од другите надпревари е вредноста на наградите. Значи имаме Гранд При, добитникот на Гранд При, кој што ќе победи, ќе биде апсолутен победник на целиот конкурс, добива награда во вредност од 3000 евра, втора награда 2000 евра и трета награда 1000 евра. Македонската виолинистка Софија Никоска е една од победничките на Гран При наградата во 2008 година. Денес Никоска е член на меѓународната жири комисија, концертен виолинист, професор по виолина на музичкиот факултет во Штип. Инаку меѓународниот музички надпревар Охридски бисери е член на меѓународната асоцијација на Европската унија на надпреварите за класична музика. Утре вечер концерт ќе одржат 8 најдобри музичари, а настапот е со почеток во 20 часот во Света Софија. Влезот за посетителите е слободен. Незавршениот проект за европска интеграција има последици за земјите кои сакаат да станат дел од Унијата, а ние 17 години сме кандидат за членство и со години и децении трчаме за таа цел, рече председателот Пендаровски на Преспа форумот за диалог. Според него, чекањето на земјите да станат дел од организацијата, која дава гаранции за иден просперитет, доведува до демографска катастрофа, а истовремено драстично опаѓа и поддршката за членство во Европската Унија. На Преспа форумот во рамките на сесијата на тема 65 години после Римскиот договор, дали Европа е целосно економски реконструирана и интегрирана, денес се обрати и премиерот Димитар Ковачевски. Војната во Украина не го помага процесот на интеграција и не го олеснува членството на новите кандидати, рече председателот Стево Пендаровски на панелот насловен "Што по војната во Украина" во рамките на Преспа форумот за диалог што деновиве се одржува во Охрид. Шефот на државата потенцира дека незавршениот проект за европска интеграција има последици врз земјите кои сакаат да станат дел од Унијата, а ние 17 години сме кандидат за членство и со години и децении трчаме за таа цел.
Според Пендаровски, чекањето на земјите да станат дел од организацијата која дава гаранции за иден просперитет доведува до демографска катастрофа, а истовремено драстично опаѓа и поддршката за членство во Европската Унија. Чекајќи на тоа, нашата популација се преполови, се намали. Не само Северна Македонија и Албанија е блокирана, а Црна Гора со години преговара без значаен напредок. Значи, сведоци сме на појава на нови идеи за нова политичка заедница на Европската Унија. Денес и вчера зборував со господин Шарл Мишел и со моите европски колеги и барав да ми го појаснат, да ми ја појаснат суштината на оваа идеја. Дали се работи за Европа во Европа, Европска Унија во Европска Унија, што е со земјите кои што веќе имаат кандидатски статус, што е со Грузија, Украина и Молдавија. Ми беше објаснено дека се работи за политички форум за консултации. На Преспа форумот во рамките на сесијата на тема 65 години после Римскиот договор дали Европа е целосно економски реконструирана и интегрирана, денес се обрати и премиерот Димитар Ковачевски. Преговори се уште не сме почнале и тоа секако се должи на предизвиците кои го побречија нашиот европски и интегративен пат. Но еве не денес се уште на истиот тој пат, бидејќи членството во Европската Унија за нас нема алтернатива. За нас Европската Унија и интеграцијата во истата е прашање на прифатени највисоки западно-демократски вредности и посветеност за исполнување на европски стандарди на работењето во сите сфери на општеството и во сите институции. Пендаровски потсети дека нашата земја протера многобројни руски дипломати, само во последните 12 месеци половина од нив беа протерани од нашата земја уште пред да почне војната во Украина. Русија со години ги подкопува нашите општества, ги подрива нашите општества. Ако зборуваме конкретно за Северна Македонија, зборуваме за хибридни закани, лажни вести, особено во однос на прашањето за името. По војната, од кога ќе заврши војната во Украина, Русија ќе се врати на старите методи. Повторно борејќи се против демократиите на Западот со лажни вести, со пропаганда, нагласувајќи дека не треба да трчаме по членство во Европската Унија или НАТО. И Пендаровски и Ковачевски посочија дека целиот Западен Балкан чека да се заврши и да се заокружи проектот за европска интеграција. За обединета единствена и економски силна Европска Унија потребно е целосно интегриран Западен Балкан. Јавното предпријатие Колекторски систем ќе набавува фреквентни регулатори за препумпните станици. Придобивките од оваа инвестиција се повеќекратни. Инвестицијата во висина од 6 милиони денари е од сопствени средства. Јавното предпријатие Колекторски систем ќе набавува фреквентни регулатори за препумпните станици. Се подготвува тендерска документација за нивна набавка. Инвестицијата ја прават со сопствени средства и ќе чини околу 6 милиони денари. Тендерот треба да заврши до крај на овој месец, а ќе се имплементираат регулатори на 5 препумпни станици во Охрид, информира Владимир Алексиовски, директор на јавното предпријатие Колекторски систем. Тоа значи дека во секој момент, во согласно со нивото на фекалија која што се наоѓа во препумпните базени, сами ќе се уклучуваат препумпните системи. Од сигурност тврдам дека излевањето нема да биде, затоа што, како што кажав, согласно нивото ќе се уклучуваат пумпите, така да воопшто нема да има понатака излевање на фекалната вода настана од системот. Од следната година се планира поставување на вакви регулатори на струшката страна. Според планови на јавното предпријатие се планира вградување на 18 фреквентни регулатори. Тоа ќе значи подобро одведување и пречистување на отпадните води од колекторскиот систем и заштита на езерото. Придобивки од фреквентните регулатори има и во други сегменти од работата на предпријатието, вели Алексиевски. Покрај заштедата на работењето на пумпите, во исто време правиме заштеда на оние материјали кои што ги користиме во моментов, а тоа е првично човековата снага, која што
за време на врнежи и поголеми количества на отпадни води, за сега нашите вработени одат од една на друга препумпна станица. После тоа, значи, ќе го намалиме на големо времето потребно за уклучување на станиците. Така да ќе имаме доста голем ефект од имплементацијата на фреквентната регулација. Јавното предпријатие Колекторски систем за оваа година не планира изградба на пречистителни станици во Трпејца, Љубаништа, Радожда. Се надеваат дека Охридската локална самоуправа ќе исполни ведената инвестиција за изградба на пречистителна станица во Трпејца. Под мотото Општата семејна медицина во состав на здравствената грижа, повеќе предавачи, професори и доктори од различни земји на Југоисточна Европа ќе земат учество во годинешната конференција на лекарите од Општа и семејна медицина која се одржува во Охрид од 16 до 19 јуни. Конференција на лекари од Општа и семејна медицина во Охрид. Со своето обраќање вчера вечер градоначалникот Кирил Пецаков свечено ја отвори 7-та конференција на лекарите од Општа и семејна медицина на Југоисточна Европа, која од 19 јуни ќе се одржува во Охрид. Овој академски собир е еден од најголемите во областа на општата и семејната медицина во Југоисточна Европа и затоа верувам дека од него ќе произлезат значајни податоци и научни заклучоци кои ќе дадат нов импулс во третманот и негата на пациентите во примарното здравство. Се надевам дека преку заедничка заложба и размена на искуства ќе се избориме сите граѓани да добијат квалитетна и навремена примарна здравствена заштита, а медицинскиот кадар достоинствени услови за работа, истакна градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Мотото на годинешната конференција е Општа и семејна медицина во состав на здравствената грижа и на неа ќе земат учество предавачи, професори и доктори од праксата од различни земји на Југоисточна Европа и пошироко. Конференцијата ќе овозможи размена на искуства и идеи од областа на општата семејна медицина, незината улога во здравствениот систем, особено од решавање на пандемијата со COVID-19. Организаторот на конференцијата е Асоциацијата по општа и семејна медицина на Југоисточна Европа и Македонското здружение по општа и семејна медицина. Во пресрет на Денот на езерото е дрењето Екоспорт тема во денешната емисија Прашалник. Гости Стефан Ставрев, председател на надпреварувачка комисија и Славчо Мошовски, генерален секретар на Едриличарска федерација. Денес во 17 часот и 30 минути на ТВМ телевизија. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Рускиот шеф на дипломатијата Сергеј Лавров понекогаш е тежок соговорник, а тоа на своја кожа го почувствува Стивен Розенберг од BBC. Лавров во интервју за медиумот изјави дека Русија не извршила инвазија на Украина, туку прогласила специјална воена операција. Розенберг кажа дека во очите на Западот Русија е одговорна за судбината на заробените странци, пошто Лавров го пресече. Воопшто не ме интересираат очите на Западот, мене ме интересира меѓународното право, изјави Лавров. Две лица загинаа, едно е повредено во пукање во црква во американската сојузна држава Алабама, а напаѓачот е уапсен, соопштија властите. Пукањето се случило за време на собир на мала група луѓе во епископската црква Свети Стефан во предградието на Бирмингем. Според капетанот на полицијата Шейн Вар, полицијата излегла на лице место по пријавата дека напаѓачот влегол во црквата и почнал да пука, пренесува Associated Press. Северна Кореја пријавила појава на неидентификувана црвена болест која забавува борбата против COVID во таа земја. Ким Јонг Ун нареди да се спроведат строги карантенски мерки. Пренесува БЦЦ во соопштението на Севернокорејската државна агенција. Се вели дека испратил лек во градот Хеј во средата за да им помогне на пациентите кои страдаат од акутната ентерична епидемија. Здравствените власти шпекулираат дека може да се работи за колера или тифус. Северна Кореја официјално не го пријави бројот на заболени од епидемијата на болеста, ниту пак кажа за каква болест се работи. Единствено познато е дека болеста е поврзана со гастроинтестиналниот тракт. Во мај Северна Кореја прогласи вонредна состојба откако властите објавија дека милион луѓе се заразиле со треска за која се верува дека се случила од коронавирусот. До крајот на април ширум земјата се пријавени 4,5 милиони случаи заболени од грозницата, а владата вели дека бројот на смртни случаи поврзани со епидемијата е 73. Светската здравствена организација и други експерти стравуваат дека ситуацијата е всушност многу полоша.
Компанијата Coca-Cola денес соопшти дека го запира производството и продажбата на пијалуци во Русија. Кога ќе се потрошат резервите на компанијата, Coca-Cola повеќе нема да произведува и продава Coca-Cola или други брендови на компанијата во Русија, се вели во соопштението на компанијата. Портпаролката на руското МНР Марија Зарахова на Телеграм се пошегува со одлуката на Coca-Cola да го прекине своето производство во Русија. Coca-Cola објави дека повеќе нема да произведува и продава пијалуци од брендот во Русија. Господи, со што ќе измиеме рѓата, се подсмева дипломатката. Тоа е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Довидување!